Значи, во дискотеката Пулс се спроведувани контроли од страна на УЈП и се применети мерките согласно Законот за регистрирање на готовински плаќања. Значи, тие мерки предвидуваат дека при прва контрола, во која што ќе бидат утврдени неправилности, се изрекува глоба. Доколку глобата е неплатена, се преминува кон привремена забрана за вршење на дејност, која што трае согласно законот 30 дена. При втора контрола во рок од 2 години се преминува директно кон мерката привремена забрана за вршење на дејност, која што трае 30 дена. Значи, по рамките на овие законски норми се применети и при контролата во оваа дискотека. После првата контрола, значи платена е глобата и имало и запечатување на објектот. Меѓутоа тука имаме и два објекти во таа компанија, така што тука исто така настанува конфузија во однос на тоа кој објект бил кон кој објект било применета мерката за печатување. Запечатувањето било извршено на кафе барот. Додека во првата кај дискотеката е применета мерката глоба и глобата била платена.